изгоре како Содом и Гомора цел Лос Анџелес, градот на ангелите. Значи, тоа е чист пример како тоа што го, значи тоа е чист пример како Бог казнува и кај нас. Што мислите, ова лето што доаѓа ќе не биде песна? Не, сетете се што поминавме минатово лето, каде што имаше толку не се живееше. Јас живеам на приземје, значи имам двор, не можев да излезам во сопствениот двор од толкава топлина. Тоа е само уништување, значи да не можеш оно што ти го дал Бог да го уништиш и да не можеш да го живееш затоа што си глупав. Нема да можеме да излеземе од своите домови. Буквално нема да можеме во идните години. Тоа треба да го очекуваме сите ако луѓето не се свестат. Тоа кажува дека Бог е голем. Значи Бог може и да запали и да изгасни нешто. Бог може да заболи нешто, човек, и да излечи нешто. Значи Бог е цар, крал на земјата и на се што постои во космосот и тој може буквално да го донеси доброто и лошото кај човекот за да го вразуми. Ама Бог секој го сака и сака да го врати на вистинскиот пат. Ама бидејќи човекот има слободна волја, тој не знаејќи од неукост повторно оди кон злото и Бог не може да му помогне. Затоа луѓето треба да се вратат кон Исус, значи да се вратат кон Библијата. Зашто Исус? Затоа што Исус ќе им помогне да се прочистат од своите гревови, во смисла на тоа да се поправат во нивниот начин на живот и Бог да види покаяние, Бог да види враќање, Бог да види одврзување од злото кое што најголемата маса на луѓе го поддржува. Затоа денеска инфлуенсерите ќе видиме дека имаат кои што даваат површност и материјализам, имаат толкав број на енормни фоловерс, затоа што луѓето се приклонети кон златното теле. Како што кога Мојсей беше на планината Синај за да ги добие 10 заповеди од Бога, кога се врати луѓето, народот кој што одеа кон ветената земја, значи масата која што тешко веруваше и тогаш во Бога, беше колеблива, не, значи веруваше во Бога, имаше сведочење дека навистина Бог постои, имаше сведоштва кои што Бог непосредно им ги докажа и тие повторно се колеба и одеа кон идолизирање. Денеска идолизацијата каде е? Денеска идолизацијата е кај ваквите инфлуенсери, кон пејачи, кон глумци, кон се ова што постои и таму одат кон спортисти и таму одат најголемите пари. Таму одат најголемите пари затоа што масата на луѓе ги плаќа. Плаќаме филмови, плаќаме кино, плаќаме концерти. На Адел концерт 1000 евра карта е во последните редови. Значи, тоа кажува дека едноставно луѓето ги плаќаат, ги идолизираат оние кои што всушност им ја вадат маста на духовно ниво.